Органското производство во Македонија има потенцијал да стане клучен двигател на руралниот развој. Големата побарувачка за македонски органски производи на швајцарскиот пазар бара од компаниите да зголемат количини и да обезбедат соодветен квалитет. За да го постигнат тоа, тие инвестираат во нови технологии, EU сертификација и модернизација на производството, чикори што носат нови приноси и овозможуваат зголемување на капацитетите. Приватниот сектор вложува и во сопствениот ланец на добавувачи, користејќи го како механизам за поттикнување иновативност, продуктивност и уведување стандарди на одржлив агробизнис. Преку процес на кокреација, компаниите и нивните партнери заеднички управуваат и споделуваат ресурси за да ги зајакнат синџирите на снабдување и да ја подобрат конкурентноста. Ваквиот пристап создава нови можности за инклузивен раст и креирање работни места. Во ова видео компаниите Органико, Дарион и Балевски Органик ја представуваат својата приказна за тоа како македонското органско производство се позиционира и успешно се пласира на швајцарскиот пазар. Најважно за швајцарскиот пазар е органското производство. Барат органско, 100% органско производство. Повисок степен на финализација имаме путер од бадем, моментално, маџун имаме исто така. Моментално немаме залиха заради тоа што се потроши тоа што го направивме. Колку години веќе имаме EU сертификат за извоз во Европската Унија, EU Bio сертификат. Извезуваме во Австрија, Германија и во Швајцарија. Ги исполнуваме тие клиенти, но ни требат количините за да може да го задоволиме тој пазар. Се наоѓаме на полето на Органико, кој моментално произведуваме ајварска пиперка, традиционална куртовска капија за швајцарскиот пазар. Произведуваме ајвар, произведуваме модар патлиџан, исто така традиционално домашно семе, и црвен томат, јабучар, исто така старо семе од традиционални сорти. Најважно за швајцарскиот пазар е органското производство. Барат органско, 100% органско производство и ајварот го барат во традиционална форма. Печен на ќумбе, љупен на рака. Исто така со лажици ги собираме теглите и ги полнем. Ништо фабрички, се традиционално како дома што го правиме за нас ајварот. Веќе трета година мислам дека е како што работиме за нив и се испоѓа и се допаѓа на нив и секоја година ги покачуваат количините, се повеќе и повеќе. За швајцарскиот пазар произведувавме ајвар, лутеница, оваа година малиџаното ќе биде нов производ во процесот на производство и планираме да произведуваме джем од кајсија. Исто така избушивме бунар, кој што имавме многу големи проблеми лани со наводнувањето на пиперот. Имаше рестрикции, немаме тука, влечевме вода од приватни бунари за да направиме производство. И оваа година инвестира во бунар и пумпа и исто така ќе инвестираат дел во, треба да се направи заштитна ограда со мрежа, конструкција, со заштитни конструкции, со мрежи и од странава и од озгоре да биде заштитено од град, од невремиња, такви работи производството. Од производството лани бевме премногу задоволни. Ова година ќе видиме здравие, се надеваме дека ќе биде. Во ова производство е карактеристично што користиме се што ни дала природата. Џунџулињата, босилокот и блитвата покрај пиперот ги садеме и покрај доматите ги напаѓаат некои инсекти. И тие инсекти се кога се насадени босилокот, џунџулињата или блитвата одат кај нив, бегат од доматот и ги пренасочуваме за да не ги напаѓаат доматите. Проблемите со плевели ги решаваме рачно со копање, не прскаме против трава, против такво, а за прихрана користиме ѓубриво од кокошки. За прскање, за прихрана
користиме дозволени препарати како например хумусна киселина, морски алги за прихрана, средства што се дозволени во органското производство. Имаме површини од бадеми, имаме околу 13 хектари нов насад и стар насад околу 16 хектари. Имаме лозов насад, тој моментално е на конвенционален начин го одгледуваме. И исто така околу 2 хектари кајси и уште околу 10 хектари оваа година нов насад од бадеми подигнавме. Еден од добрите работи за оваа површина заради тоа што е на крајот на селото и не е работена, заради тоа што е на 2 км од системот за наводнување. И беше малку поголема инвестицијата за да се донесе вода тука. И тоа придонесува почвата да е релативно жива, да не е експлоатирана како другите површини. Не почнува сезоната кога бадемот почнува со раст. Значи сезоната почнува во август-септември, кога температурите ќе паднат под 30 степени. И тогаш почнува биологијата да се развива. За време на зимото, додека бадемот спие, биологијата, ако е површина, ако е активна и ако е површината покриена, она кроз текот на тие 4-5 месеци ги разложува минералите во земјата. И бадемот кога му треба најмногу, како и другите растенија, кога му треба најмногу енергија, оно веќе има одреден баланс на минерали што му е достапен. И ако ставиш азот, фосфор и калиум, тогаш тие бактерии што ги собираат тие минерали од почвата и од воздухот, тие влегуваат во хибернација, заради тоа што веќе има вишок на тие. И сега, ако тоа не го направиш и продолжи да си живее таа микробиологија, бадемот континуирано низ цела сезона ќе си биде у симбиоза со нив. Заради тоа што он кога ќе почне да произведува фотосинтеза, он ќе му дава на микробиологите шеќер и она уште повеќе ќе се развива. Е сега, на почетокот тогаш, кога почнува со раст бадемот, тогаш ако се земе во обзир дека околу 5% се од минералите од целиот волумен на дрвото се минерали 5%. Е сега јас тогаш фолијарно еднаш или два пати му ставам од микроелементи. Тие заради тоа што се најмал состав од дрвото, најтешко ги добива бадемот. И јас сета таа енергија бадемот што има, после ја фокусира на другите елементи да ги собере. А он си дава сигнали кои бактерија да ги активира за тоа да го придонесе. И на тие начин јас обично околу 20% искористен капацитетот на фотосинтеза на дрвото. Ако кренеш ти доки 40-60%, многу голема количина, он преку коренот ќе ја храни микробиологијата. И тоа му е доволно него сила за он понатаму да си функционира во сезоната. Имаме до сега пласирано 2 реколти во соработка со производители на лешенци од Македонија, ама овој пат сакаме како директна соработка со Швајцарија. Повисок степен на ферментација имаме путер од бадем, моментално, маџун имаме исто така. Моментално немаме залиха заради тоа што се потроши тоа што го направивме. Се наоѓаме на плантажата на Валевски органик во Валандово. Тука имаме насад од 6 хектари со бадем. Сортите се Ференјес и Тексас. Може да ги видиме, дрвата се во 12-та година моментално. Тука се применува начинот на режење кој што го стекнавме со шпанскиот консултант Хуан Алеми. Ги применивме неговите насоки со тоа што одсековме неколку гранки од дрвото, со тоа што му дадовме сила за он да продолжи да расте и да се реновира. Главната работа кај бадемите е тоа што мора да се реновираат дрвата на секои 4 години, односно истата гранка не може повеќе од 8-9 години да расте, а после тоа мора да се реновира за да го добиеме полниот потенцијал на дрвото бадем. Тука може да видиме на овие дрва е применета таа техника кај што се одсечени сега за сега 2 гранки, минатата година и оваа година, и дрвата имаат одличен принос по дрво и по хектар. Кај нас земјоделците имаат знаење да стигнат да го одгледат дрвото до некои 4 рамени гранки, 5 рамени гранки, зависи од методот како што е направен, и потоа не знаат што треба да прават со дрвото. И дрвото доаѓа до некоја 9-10 година на род,
и оно прекинува да дава. Зошто прекинува да дава? Бидејќи гранките веќе се стари, имаат премногу болести во горните делови и веќе се сушат, почнуваат да се сушат горните делови кои што треба да бидат на род. Шпанецот ни дае една основна техника која што он ја применува, веќе 120 години неговата фамилија одгледува бадеми во Шпанија и Хуан ни даде совет кај што треба да ја отсечеме една рамена гранка. Со тој начин, кога ќе ја отсечеме рамената гранка, даваме простор да израснат нови гранки, кои што се млади гранки, и во втората година тие млади гранки почнуваат да даваат род. Ако тоа го правиме континуирано, секоја година по една гранка отсекуваме, ние му даваме на дрвото баланс помеѓу дрвната маса која што има дрвото и родот кој што ќе ја даде, кои што се директно зависни едно од друго. Ние направивме практичен пример и 2 години ги одгледувавме дрвата по тој начин кој што ни го објаснуваше консултантот. Сега на финалниот настан кога дојдоа и кога видоа дека се ова функционира и дека има род и дека ние може таа практика да затвориме, да видиме дека тој проект е затворен, да они сите беа убедени и почнаа веќе да го практикуваат тоа. И најбитно ни е на нас да успеат сите, не само ние како задруга или како наша компанија и наша плантажа, туку сите кои што одгледуваат бадем во Македонија да успеат. Со проектот покрај консултантскиот дел кој што го имавме со консултантот од Шпанија, имавме и дел каде што купивме нова машина и развој на нови рецептури, па така купивме машина за преработки на бадемите, за правење на путер, кој што беше со голем капацитет од тој што го имавме, и исто ангажиравме технолог кој што ни помогна да ги развиеме овие рецептури кои што сега ги имаме. Ние соработуваме неколку години, веќе имаме EU сертификат за извоз во Европската унија, EU Bio сертификат. Извезуваме во Австрија, Германија и во Швајцарија, ги исполнуваме тие клиенти, но ни требаат количини. Потрошувачката е поголема од колку што очекував. Швајцарците фактички полудеа по нашата лутеница. Преку стратешки партнерства и инвестиции на приватниот сектор во сопствениот ланец на добавувачи се обезбедува квалитет и одржливост на земјоделското производство. Компаниите Органико, Дарион, Балески Органик покажуваат дека македонското органско производство има потенцијал да биде препознаено и ценето на меѓународните пазари. Тие ја зајакнуваат својата конкурентност и отвораат нови можности, гледајќи иднина во која македонската органска храна успешно се пласира на швајцарскиот и други европски пазари.